студиото со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Трајко Славевски е предлогот за нов гувернер на претседателката Гордана Силјановска-Давкова. По неколку дена консултации предлогот е доставен до собранието. Каква е процедурата што следува, Катерина Нешкова во вести? Така е, вечерва пристигна предлогот во собранието од страна на претседателката Силјановска. Професорот Трајко Славевски е последниот нејзин избор и официјален кандидат за гувернер на Народната банка. Оно што може да го кажеме вечерва е дека предлогот е доставен во плико затворено во собранието. Тој ќе биде отворен дури утре, откако ќе се официализира работното време на парламентот и ќе влезе во архивата во собранието. Од тука ваквиот предлог ќе стигне до собранискиот спикер и до пратениците. Доколку се работи за итен предлог, односно доколку претседателката предложила итна седница, тогаш Гаши ќе може да ја свика седницата веднаш, најрано утре или пак во наредните неколку дена, но доколку се работи за редовна постапка, тогаш ќе треба да се почекаат 10 дена од приемот на ваквиот материјал до одржувањето на седницата. Независно од тоа за каква процедура ќе се одлучат во собранието, битно е дека Народната банка нема да остане без прв човек, имено иако мандатот на актуелната гувернерка Бежовска истекува вечерва, таа ќе врши оваа функција до изборот на нов гувернер кој ќе има мандат од 7 години. Во прилогот гледаме како Славевски ја прими веста. Професорот и поранешен министер за финансии од редовите на ВМРО ДПМН Трајко Славевски и изборот на Силјановска-Давкова за гувернер на Народната банка потврдуваат од кабинетот на претседателката. Силјановска го направи конечниот избор за прв човек на најважната финансиска институција во државата по попладневните консултации со премиерот Мицкоски. При донесувањето на одлуката, претседателката се водеше од стручноста и компетентноста, дигнитетот и интегритетот, како и реалната можност за именување на кандидатот. Би сакале да потенцираме дека изборот беше тежок со оглед на докажаниот квалитет на сите кандидати, соопшти од Силјановска-Давкова. Индиректно кандидатурата ја потврди и самиот Славевски, кој веднаш по информацијата дека предлогот е стасан во парламентот, на платформата X објави фотографии од книгата кога претседателот повикува разговори со креаторите на економските политики и коментар: професионалците никогаш не импровизираат. Славевски во моментов е претседател на Советот на град Скопје. Зад себе има богата академска и политичка кариера. Иако има партиско искуство, Силјановска веќе коментираше дека нема законска пречка политичар да биде избран за гувернер. Законот не дозволува додека сте на функција, така вели членот, додека сте на функција, да знаете дека функцијата е инкомпатибилна со партиско членство. Така вели. Не вели дека ако сте биле некогаш, ние сме имале извонреден гувернер Петар Гошев, кој што бил претседател на партија. Значи, немало проблем. Во тоа работата е вие, додека функционирате, да заборавите на партиски влијанија и да се водите од предизвикот на професијата. Професорот Славевски беше во потесниот избор за гувернер, заедно со актуелната гувернерка Анита Ангеловска-Бежовска и поранешниот министер за финансии, исто од редовите на ВМРО ДПМН Зоран Ставревски. Мандатот на Бежовска завршува денеска, но таа ќе извршува функцијата до изборот на новиот гувернер од парламентот. По добиената потврда од пратениците, Славевски ќе раководи Народната банка во наредните 7 години. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Премиерот Христијан Мицкоски им дал рок на коалицијските партнери до крајот на неделата да предложат нов министер за здравство и заменици во одбрана и во земјоделие. За судбината на директорите кои не го следеа Таравари, одлука ќе биде носена дополнително. Таравари денеска објави средба со албанскиот премиер Еди Рама.
Им дал рок на Вреди до крајот на неделава да го предложат новиот министер за здравство и замениците во одбрана и земјоделие. Ваков договор паднал на вчерашната коалициска средба која имал со лидерите на оваа партија која е дел од владината коалиција. За судбината на 50 директори кои се откажаа од Таравари, премиерот вели дека ќе се одлучува дополнително. Тоа се стратешки теми за кои што ќе се разговара дополнително. Бидејќи следат локални избори, потребно е да се гледа пошироко целиот контекст. Не е едноставно, но на кое што е важно е дека владата е стабилна, силна, има речиси двотретинска поддршка во рамките на парламентот и јас очекувам да продолжиме со коалицијата Вреди, онаму каде што би рекол на излезе поранешниот министер за здравство, кој што за жал ја промени реториката во последните неколку денови и сега е во прегратките на оние кои што повеќе од 2 децении го криминализира општеството во Македонија, ја плячкосува, ја урнесува, ја срамеа, но тоа е негова одлука. Таравари веќе неколку дена не ги коментира заминувањата од неговата партија откако викендов дел од поранешните сопартијци ги обвини за предавство. Утрово информираше дека остварил средба со албанскиот премиер Рама за како што вели да му ја честита победата на изборите. За време на разговорот беа дискутирани и прашања од значење за албанците во регионот, како и потребата за зајакнување на меѓуалбанската соработка на сите нивоа, политичко, институционално и општествено, се вели во соопштението на партијата на Таравари. Средбата со Рама следи на само неколку дена по средбата на вице-премиерот Фетај со косовскиот премиер Курти, по која и јавно соопшти дека нема да го следи Таравари на патот кон Дуи. Александар Спасовски, Сител телевизија. Високата представничка на Европската унија Каја Калас петок доаѓа во Скопје, ќе има средби со владени представници, поранешната премиерка на Естонија прво патува во Белград и Приштина. Високата представничка на Европската унија за надворешна и безбедносна политика во петок доаѓа во Скопје. Каја Калас ке се сретне и ќе одржи заедничка пресконференција со премиерот Мицкоски, но ќе има и набиена агенда. Со министерот Муцунски ќе го отворат првиот диалог за безбедност и одбрана помеѓу Европската унија и Македонија, што следи по склучувањето на билатералниот договор за безбедносно и одбранбено партнерство во ноември минатата година. Калас во придружба на министерот за одбрана Владо Мисајловски ќе ја посети и постојаната Балканска медицинска работна група. Во рамки на посетата на Скопје, како што најави Европската служба за надворешни работи, Калас ќе има средби со представници на младенски и студентски организации од земјава. Македонија е првпат на агендата на западно-балканската турнеја на Калас, која минатиот месец ги посети Црна Гора, Албанија и Босна и Херцеговина. Покрај во Македонија, шефицата на европската дипломатија од денеска до петок ќе ги посети и Србија и Косово. Целта на сите овие посети според најавите е да се покаже посветеноста на Европската унија на Западниот Балкан и поддршката на перспективите на земјите од регионот за членство во унијата. Калас во петокот во рамки на самитот на Европската политичка заедница во Тирана, на која присуствуваше и премиерот Мицкоски, порача дека Македонија прави добар напредок и дека не е во ред билатералните прашања да ја кочат европската интеграција на земјата. Но еден ден претходно, првиот човек на Европскиот совет Антонио Кошта од Скопје порача дека унијата нема план Б за европската интеграција на Македонија и дека без уставни измени земјата нема да напредува. Македонската влада пак и натаму останува на ставот дека уставот нема да се менува без гаранции дека тоа ќе биде последна пречка и последно барање на Софија. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Криволак станува центар на најголемата воена вежба годинава од 25 мај до 9 јуни. 2200 војници од 9 држави и со тенкови, хеликоптери и инженерска техника ќе демонстрираат борбената подготвеност во рамки на дел од големата вежба НАТО вежба серија Defender. Македонија како домаќин ќе има најголем број војници 950. Армии на 7 НАТО членки и 2 партнерски земји ќе бидат дел од вежбата Immediate Response 2025. На полигонот Криволак 2200 војници ќе демонстрираат борбена подготвеност за изведување на копнени борбени дејствија и боеви гагања. Како домаќин, Македонија ќе има најголем број на вклучени војници или вкупно 950, а тоа ќе биде потврда дека земјата е значаен сојузник на НАТО, велат од генералштабот на Арама.
Првиот човек на генералштабот, генерал мајор Сашко Лавчевски, на брифинг со новинарите порача дека вежбата ќе биде првиот тест за капацитетот на лесната пешадиска бригада, од која дел ќе биде испратена во Германија за тестирање на националните можности. Целта на вежбата, на која сакам да дадам посебен акцент, е да, а согласно сценариото, е да се презентираат, односно демонстрираат можностите на сојузничките и партнерските сили за динамичко распоредување на дел од источното криво на НАТО. Од 25 мај до 9 јуни, единиците ќе изведуваат операции во кои ќе бидат вклучени грчките тенкови Леопард, борбените хеликоптери Апачи, минофрлачи од 120 мм, транспортен хеликоптер Ми-8 и оклопни возила, транспортни медицински хеликоптери Блейк Хок и инженерски возила Хаски. Нова мултинационална вежба на која што секој од армиите ќе ги покаже своите борбени способности е дел од големиот серијал на воени вежби Defender, кои што се одвиваат под покровителство на армијата на САД за Европа. Денот за високи гости ќе се одржи на 2 јуни, кога ќе се реализира и вежбата Заселен пешадиски баталјон во напад. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Јавното обвинителство покрена истрага против 4 членови на организиран криминал, осомничени дека се поврзани со убиството кај Пластичарска улица и ликвидацијата на Орхан Бајрами. Полицијата уапси 4 членови на криминалната банда Беланоца, осомничени дека убивале луѓе по нарачка од организаторите на кланот на територија на Македонија и Грција. Според доказите кои ги обезбеди обвинителството за гонење организиран криминал, тие се поврзани со убиството на водичот на ривалската криминална банда Орхан Бајрами Оки во Халкидики, но и дека го убиле пејачот Амар Исмани минатата година на Пластичарска. Тројца од осомничените во текот на месец јули 2023 на македонска и грчка територија, потикнати по порачка од претходно осомничен организатор на групата, преземале дејствија на извидување на локација на оштетен и обезбедување средства за вршење на кривичното дело, при што во Грција бил лишен од живот припадник на спротивставената организирана криминална група Грчец. Во месец мај 2024 пред објект на така наречената Пластичарска улица, двајца осомничени извршиле убиство на едно лице, а при заминување од местото пукале во возило што било паркирано во непосредна близина, при што повредиле други лица, од кои едното лице починало, соопшти од обвинителството. Уапсените членови на бандата обезбедувале услови и отстранувале пречки за извршување на нарачките за убиства. Убиствата ги вршеле од одмазда или по порачка, а казната затвор за овие дела е од 10 години до доживотен затвор. За 4 приведени постои основано сомнение дека сториле кривично дело злосторничко здружување и кривично дело убиство, а еден од осомничените сторил и кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Кај еден од осомничените е пронајдена голема количина марихуана. ОЈОГОК бара за тројца притвора за еден мерки на предпазливост. Криминалната група Беланоца е една од главните криминални кланови во Скопското подземје. Во декември минатата година обвинителството почна истрага против 18 припадници на Беланоца, кои се сумнича дека извршиле најмалку 8 убиства, рекет, опожарувале спортски опложувалници, а докази беа обезбедени дека оваа банда е поврзана и со неколкократното убиство во Шишабар. За убиство наплаќале и до 250.000 евра. Акцијата на полицијата беше пробиена, еден член на бандата успеа да избега при апсењата. Центар на претресите беше Рачинова, каде специјалците со багери откопува експлозиви, гранати, ТНТ, автоматско оружје, што членовите на Беланоца ги криеле под земја. Дел од наркокланот, како и шефот на групата, Фатлю Малети Тоте се во затвор, додека 6 од нив беа во бегство, а за двајца беше распишана меѓународна потерница. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Љупчо Паревски во последен обид да ја побие верзијата на обвинителството за убиствата на Вања и Панче со паркинг билети, банкарски извештаи и предлози за нови докази. Палевски тврди дека не бил во Велес кога бил убиен Жежовски, а ги оспорува и снимките од безбедносните камери. Судот ги одби најголем дел од предложените докази. На прашање на судот, самите обвинители при презентација на снимките кажа дека се во реално време, не откако беа обезличени и фатени од наша страна со докази дека лажат за снимките, дека не се од тој период, пробаат да, пак ќе кажам на еден збор на шверчевски начин, да го прошверцуваат во јавноста тоа дека снимките се 1 сат наназад, за да избегнат она дека се фатени во лага. Снимките ќе покажат дека
времето наведено во обвинителниот акт не кореспондира со времето на убиството на Панчо Жежовка. Тука е крајот на овие вести, следните се во 23, имајте пријатна вечер.